Кандидатот за градоначалник на Кочани Игор Христов и кандидатската листа за советници во Советот на општината од коалицијата предводена од СДСМ ја одржаа првата официјална промоција во рамки на кампањата од локалните избори. Пред партиските членови, подржувачи и други гости беа представени главните заложби од предизборната програма со која тие ја бараат довербата од гласачите. Во своето обраќање на промоцијата, Христов нагласи дека повеќе од потребно е да се зборува за иднината на Кочани. Овие локални избори се одвиваат во време кога сите чувствуваме како никогаш претходно потреба од повеќе сигурност, потреба од вистинска работа, честност, за добробит на сите граѓани. Чувствуваме потреба од правда и правичност, од владење на правдата. Атмосферата е предизвикувачка, но во исто време е и можност да покажеме дека Кочани заслужува да има одговорно и визионерско раководење. Мојата, тоест нашата визија за овој град и за оваа општина е јасна. Кочани да биде модерен и развиен град во кој младите ќе ја гледаат својата перспектива, својата иднина, а по возрастните ќе имаат услови за достоен и честен живот. Верувам во град на еднакви можности, со нови инвестиции, подобра инфраструктура, социјална грижа и почит за секој човек. Верувам дека Кочани има потенцијал да биде добар пример за солидарност и развој. За тоа ни треба тимската работа, честноста и посветеноста. На Кочани не му се потребни големи ветувања. На Кочани му треба градоначалник кој ќе биде меѓу луѓето, кој ќе ги знае нивните маки, нивните радости и нивните потреби. Подготвен сум да бидам со вас и до вас, да ве слушам, заеднички да го креираме Кочани како посакувано место за живење. Зборувајќи за главните цели во својата предизборна програма, тој ги нагласи принципите за кои ќе се залага да се реализираат. Нашите 5 принципи во кои што влегуваме во овие локални избори се доста искрени и извираат од самите граѓани на нашиот мил град и бисерите, 23 бисери кои што котираат во нашата општина. А тоа е Кочани да биде чист и зелен град. Подсетете се, овој епитет го имаше додека владееше Социјалдемократскиот сојуз со самиот град. Кочани да биде безбеден град. Кочани да биде урбан и културен град. Кочани да биде спортски град. Секогаш бевме прва лига, сега Кочани спортот ни е во изумирање. И Кочани, петиот принцип, да биде туристички град, заради тоа што си ги имаме сите потенцијали за сето тоа. Затоа ги повикувам да ни се придружат сите оние истомисленици кои што се влюбеници во овие карактеристики, а ги има многу и од нив ни зависи нашата победа. Заедно здружени ќе ги победиме лагите и лукративните настроени, корумпирани интереси. Заедно да изградиме штит од криминалот и корупцијата, кој видовме каде не водат и од кој не е преко глава на секој граѓани од криминал и корупција. Носителката на советничката листа Александра Коцева нагласи дека граѓаните се обединети за подобра иднина на Кочани, при што поединечно ги представи предложените кандидати за советници. Локалните избори што ни престојат се одржуваат во време кога сите чувствуваме дека е потребно нова енергија, нов пристап и нова верзија за нашиот град. Советот на општина Кочани ги носи одлуките од кои што зависат во кој правец ќе се одвива општина Кочани. Советот на општина Кочани не е агенција за вработување, не е исполнување на некои желби, не е арена, а не е пак ни паушал. Пред се, од Советот на општина Кочани зависи каде ние ќе се движиме. Нашиот предлог за членови на Советот на општина Кочани е 5. Составот ни е одличен. Јас верувам во заедништвото, во нашата умешност да направиме промена во општина Кочани. Овие избори се борба за нашиот дом. Ова се избори борба за нашето Кочани. Со ваша поддршка, Кочани ќе биде град на надежта
развојот и иднината. На промоцијата пред присутните во салата на мултикултурниот центар зборуваше и Кристина Костова, подпредседателка на СДСМ. Таа се осврна на атмосферата во која се одвива изборниот процес во Кочани по трагедијата од пред половина година. Знам дека ова се локални избори. И на нив треба да одлучуваме за локалната власт. Ама овие избори, за жал, се погоди да се многу поважни од локалната самоуправа. Особено овде во Кочани. На овие избори, овде во Кочани, другари и другарки, мораме да ги спречиме. ВМРО не смее повторно да добие локална власт со која таа коруптивна спрега ќе ја засилува и ќе ја продлабочува. Оти само тоа знаат да го прават. Не знаат, а и не сакаат да владеат во корист и во интерес на граѓаните. Драги другарки и другари, јас сум свесна дека и претходните локални власти, и оние предводени од страна на СДСМ, правеле грешки. Или дека не биле доволно добри, или дека биле далеку од идеални. Но далеку од идеални не е исто со штетни и пакосни. А токму такви штетни и пакосни се нашите противници од ДПМН. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.